Почитувани, светот и Република Македонија се соочуваат со сериозни предизвици. Глобален тероризам, неовластено прислушкување, производство и трговија на дрога, корупција, злосторничко здружение. Република Македонија не смее да испрати порака дека ќе има милост за сторителите на овие најтешки дела кои се сериозна закана за современиот свет. Срамната одлука на Уставниот суд за укинување на делови од Законот за помилување создава правна празнина која може да ги охрабри потенцијалните сторители на најтешки кривични дела, како што се терористи, педофили, наркодилери, фалсификатори на избори, криминалци од врвот на власта. Срамната одлука на Уставниот суд воедно и признание на изборниот грабеж и длабока поврзана со криминалот и корупцијата на ВМРО-ДПМН. За да го спасат Груевски и фамилијата, партиските послушници од Уставниот суд на Иванов му дадоа можност да помилува за изборни измами, тероризам, дрога и педофилија, што е директен удар врз уставниот поредок на Република Македонија. Криминалната банда на ВМРО-ДПМН не може да се спаси од одговорноста за целокупниот криминал со кој што не само што ги краделе парите на граѓаните, туку го краделе и гласот на граѓаните. Тоа треба да ми јасно на сите. Секој што ќе го прекрши законот, ќе одговара. Денес пратеничката група на СДСМ и опозицијата ќе поднесе предлог на закон за дополнување на Законот за помилување. Со овој предлог на закон ја пополнуваме правната празнина која создаде Уставниот суд и предвидуваме правила кои ќе ги обесхрабри терористите и другите потенцијални сторители на тие кривични дела. Исто така, оневозможуваме едно лице да биде помилувано за повеќе кривични дела. Воедно, злосторничкото здружение на ВМРО-ДПМН мора да одговара и ќе одговара. Се надевам дека колегите од ВМРО-ДПМН и ДУИ ќе го поддржат законот. Секоја спротивна одлука е нивно директно признавање на криминалите на власта. Благодарам.